Писаме га сите што требаше да дојдоа. Ја пред се сакам да се заблагодарам што за толку кратко време од кога се објави нештово се собра по 15 души, значи еден е малце, два се веќе премногу, а 15 се лелелеле. Така ја би почнал се наполу за нас што така сме се собрале, колку сме, пошто промената започнува од малце, од нешто така ситно да почнеме, испратиме порака, има свесни луѓе кои што се замараат за нешто повеќе од тоа да испијат кафе и да испушат цигара. Не знам за вас, ама веројатно и на вас ви е веќе преку глава да дишиме медицински отпад. И кој знае што е тоа што го пала таму. Нека ова биде почетна станица од каде што тргнуваме и ја верувам дека ќе се збориме на наредниот период да се престане да се пали во Гризла и Гризла еден ден веќе се дислоцира. Пошто не може да живееме луѓе, пошто имаме и мали дечиња кои што треба да пораснат. Јас сакам исто да имам деца кои што ќе растат тука, имаме и тука дечиња, значи ако не за нас, барем за нив. Така јас сум само еден обичен човек кој што има храброст да излезе на улица, да го направи ова. Ви благодарам што сте тука, споделете со вашето семејство, со вашите пријатели, кажете им дека ова не е наивно, дека ова нема да помине. И доста е со таа мантрата, има и полошо да си ќутиме, и доста од мантрата, аме не разговарам со овој од таму, без разлика кај кој дај, со кој кого да зборува или да не зборува, ние сите сме едно. И сите живееме заедно во оваа населба. И доста беа поделбите, пошто тие поделби дојдовме до таму каде што сме. Ви благодарам уште еднаш што дојдовме вака заедно, ја многу се радувам што ве гледам. За мене тука има милион луѓе, не со ова 5, 10, 15 души, така да може да завршиме со да наполу за сите нас. Утре повеќе, за утре повеќе. Континуитет, треба континуитет.